И поздрав, драги мои, добродојдовте во уште едно мое ново видео. Денес во ова видео ќе ве водам на еден хуманитарен настан кој го имав најавено во претходното видео, но го погрешив датумот, бидејќи погрешно го имав видено датумот. Тој настан ќе се одржува вечерва на 7.11 и во 19 часот во локалната библиотека Гоце Делчев во Велес. Ќе ве носам таму да видите како сето тоа ќе изгледа, што ќе правиме, какви работи ќе се случуваат, па уживајте во продолжетокот во видеото. Тарарам! Outfit check, ние сме спремни, подготвени. Натурал, нели, секако нормално, јас не сум јас ако одсам некаде без шминка. Одиме сега, Давид ќе снима оттаму што како, нели, све, како иде, како изгледа, па продолжуваме понатаму. Дечки, ние пристигнавме. Овде сме. Во ова просторија ќе се одржува цел настан. Семејно приказна за домот, за загубата, но и за надежда. А кога човек останува без дом, најважно е да не остане без луѓе. Секој наш мал придонес денес, секој стих што ќе го слушнеме, секој тон што ќе прозвучи, секој аплауз што ќе го дадете од срце, е чекор кон изградба на нов почеток за некого. Ви благодарам што сте тука. Ви благодарам што одвоивте дел од себе за друг. Ви благодарам за добрината која се меѓу копнежот и сонот. Те барам во ноќите. Ми исчезнуваш во сенишниот простор меѓу копнежот и сонот. Ги подавам очино празните дланки, а меѓу прстите, како ситен песок, ми истекува надежда за препет. Понекогаш се плашам дека твоите мисли ќе го заборават патот и нема да стигнеш во моите соништа. Понекогаш се плашам дека мојот распломтен копнеш ќе ги изгори сите патокази, па не ќе умеш да го најдеш патот што води до воздишка. И така, секоја ноќ повторно ја земам нишката и како Ариадна, тивко, напрсти, шетам низ соништата, за да ја разпоставам нишката од моите копнежи до твоите. Таму долу во нивите плодни исплива калта после снегот. Целата белина сега ја снема, покриваш тага со лажен сјај, како некоја чудна теорема, се лажеш на потврден крај. А душите напатени и мачни за спас на секој бараат чаре, се смеат од срце, а очи плачни, цел товар на плеќи го собрале. Прво ви сакала добра вечер и ви благодарам за сите што сте овде. Потоа една голема благодарам на драгата Вероника која се досетила на ваква мисла па ја спровела. Јас ги обожавам овие хуманитарни настани. Ова вечер стојам овде вака горди, среќна едноставно што ги гледам вака во поголем број, иако би требало да биде на уште поголем број. Се чувствувам некако должна на сите вас, дека треба да ви возвратам за се што сме направиле за мене. Па јас од мојата книга Убиецот кој не ме уби, прочитам дел кој беше именуван Животни лекции. Тоа гласи вака: денови. Денови минуваат, рани зараснуваат, болки проаѓаат, цута драбјат, зелена градини, световите мирисаат, птиците пеат. Денови минуваат, вака или онака. Минуваат, се навикнуваш, се помируваш. Душата спокој наоѓа, мир, наоѓа утеха во самата себе. Почнуваш да гледаш со отворени очи,
Почнуваш да распознаваш, излегуваш од темнината и се препушташ на светлината. Како птица слободна, леташ спокојно, високо и гледаш долу. Гледаш колку биле мали и неважни работите кои ти одземале толку време. Мир, спокој, здравје, љубов и трпение. Денови, денови. Назад не се враќаат, а напред упорно брзаат. Не губете ги, живејте ги, најбитно од се, ценете ги. Моето творештво во главном се однесува на децата. Тоа што сум го објавила е за деца, меѓутоа вечерва одлучив да споделам дел од својата душа со вас, она што го пише. Ако го чекаше денешниот ден, да си кажеме прости ми, простено нека ти е. Тогаш прости ми што ти простевам во деновите кога ме гребеш по душата, ми тропаш во срцето. Ме исто, а спеевме разделено. Наутро во нашите мисли цвечиња низ ливади ни цветеа, мирис на природа не галеше ни срцата. А пак навечер силниот ветер не дуваше во мрачната пештера со ладни и остри камења. Сепак газевме како едно стополо, еден чекор кој беше цврст и тежок. Таму каде што имаше правило за да помине само еден из прагот, ние ги кршевме. Некогаш се собирале, разговарале, се смееле, тагувале, создавале семејства и останале траги што и ден денес одекнуваат низ камените калдерни. Оно што го прави ова дело посебно е техниката. Создадено е од природни семења, секое зрнце орис и секое црно зрно синабово е поставено со внимание, со трпение и со љубов. Како што од илјадници мали зрнца се создава слика, така и од малите добрини се создава голем живот. И денес сме тука токму за тоа, за да покажеме дека никој не е сам, дека домот може да се изгуби, но заедништвото го обновува. Еве сме ние после настанот, се додовме на едно кафенце и вечера, да се си почастиме својата душичка. Во меѓувреме, значи, се добив една прекрасна роза, како знак на поддршка и едно благодарам од Давид до мене. Многу ти благодарам, Владо. Ти благодарам што беше со мене и оваа вечер. Беше ли убаво? Најубаво. Преубаво прочита. Многу беше представително. Ти благодарам. А сега ние ќе уживаме во вечера. Гледаме со следно видео. Последно.